Малку им беа речиси 80% зголемување, па сега уставните судии пред нова одлука за можно ново покачување на платите. Од оформените предмети кои ги бележи судот минатиот месец, 14 вкупно, се вбројува и онојот адвокат кој го оспорува членот 5 од Законот за платите на судиите. Во прифатената иницијатива се вели дека фиксниот износ е понизок и од минималната плата во бруто износ од март 2022 до февруари 2023 година и поради тоа е во спротивност со економските права кои според уставот треба да ги има секој граѓанин. Подносителот наведува дека во оспорениот член основицата е фиксно утврдена и изнесува 25.726 денари со примена од декември 2011 година. Наведувањето на фиксниот износ е спротивен на членот 5 од истиот закон, како и членот 11 од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во собранието и другите избрани и именувани лица, смета подносителот. Во иницијативата се наведува дека фиксниот износ е понизок и од минималната плата во бруто износ од март 2022 до февруари 2023 година. И поради тоа е во спротивност со економските права кои според уставот треба да ги има секој граѓанин. Тимови од советници и судии веќе ги работат оформените предмети од 1 до 31 март, односно се во претходна постапка. Уставниот суд допрва ќе ги испитува наводите во иницијативите и барањата и ќе оформи реферати кои ќе содржат предлози за гласање на седница. Прашањето за ново покачување на платите се поставува само по непол месец откако уставните судии едногласно ја донесоа одлуката за покачување на платите на сите функционери, во кои се и судиите. Енормно зголемените плати веќе легнаа на функционерските сметки, иако со смирувачки тонови владата ветуваше дека ќе ги намали коефициентите за пресметка на плати на избрани и именувани лица, досега не мрдна со прст. Ниту народните избраници кои ќарија од одлуката на Уставниот суд не покренуваат никакви законски измени во собранието.